Добар ден, драги ученици! Денешната наставна содржина е обработка на големите и мали печатни букви В и О. Ајде сега да се запознаеме со целите на часот. Да се способи ученикот да ги препознава големите и мали печатни букви. Да се способи ученикот да кажува зборови со гласовите и правилно да ги пишува печатните букви. Да ги запознае елементите со кои се пишуваат буквите. Да уме да ги пронајде буквите во дадени зборови. Што све ни е потребно? Материјал за работа. Учебник по македонски јазик за второ оделение. Тетрадка по тесни и широки и училишен прибор. Драги ученици, ова е буквата В. Буквата В бе составена од една права линија и две полукружни линии кои се спојуваат со правата линија. Ајде сега да видиме дали може да кажуваме зборчиња на буквата В. Првиот збор на буквата В е зборот вазна. Вториот збор е зборот воз. Третиот збор е зборот вилјушка, врапче и верверичка. Дали да видиме, може да видиме од кои гласови е составено зборот вазна. Зборот вазна ги има следните гласови: В, А, З, Н, А. Кој ќе ги споиме овие гласови, го добиваме зборот вазна. Зборот воз е составен од гласовите В, О и З. Ако кога ќе ги споиме овие гласови, го добиваме зборот воз. Исто и со зборот вилјушка, врапче и верверичка. Дали може да погледнеме како правилно се пишува големата и мала печатна буква В? Сите ви имате тетрадки по тесни и широки линии. Во линиите што се широки и тесни се пишува големата буква В, додека во тесниот простор од вашите линии се пишува малата буква В. Да може да се препознаат големата и малата буква В, меѓу нив се остава едно празно простор. Обидете се и вие да напишете буквата во вашите тетрадки. Втора буква што се запознаеме денеска е буквата О. Буквата О личи на еден круг кој се спојува во долниот дел. Дали може да кажеме зборови кои што почнуваат на буквата О? Првото зборче ни е око. Второто зборче орев. Третото зборче огледало,оштрилка и оса. Сите овие зборчиња овдека се составени од одредени гласови, букви, кои што го прават самиот збор. Например, да го земеме зборот орев. Зборот орев е создаден од буквите О, Р, Е и В. Кој ќе ги споиме овие букви, го добиваме зборот орев. Ајде да погледнеме како правилно се пишува големата и мала печатна буква О. Големата печатна буква се пишува во делот помеѓу тесните и широка линија, додека малата печатна буква се пишува во тесниот дел на линиите од вашите тетрадки. Дали може вие да напишете буквата О во вашите тетрадки? Откако завршивме со пишување на буквите О и В, можеме да ги прочитаме напишаните зборчиња и да ги пронајдеме буквите О и В. Тука имаме голем број на зборчиња кои што ги содржат овие букви. Првото зборче балон, робот, врата, брод, бокал, виолина, трева, покрив, молив, лав, кревет, дрво, граф, Виктор, бојци и велосипед. Може да забележиме дека во овие зборчиња овдека се составени од буквите О и В. Која е вашата домашна задача? Вашата задача е зборчињата што ги прочитавме да ги препишете,
во вашите тетрадки и да ги заокружите буквите О и В. Се надевам дека ќе имате лесна и успешна работа. Благодарам на вниманието.